Денес започнува уредување на крстосницата кај паркот Кртеќе која ќе се замени со нов турбокружен тек. Овој проект е дел од програмата која работи градоначалникот и се надева дека овој проект ќе ја подобри безбедноста во сообраќајот, а и ќе го олесни патот до клиничката болница која значи многу за граѓаните. Вредноста за овој проект изнесува околу 10 милиони денари, а истиот ќе биде целосно осветлен и уреден. Почнуваме со реализација на најавениот проект за уредување на крстосницата кај паркот Кртеќе. Овде во наредниот период ќе се работи на турбокружен тек, кој што верувам дека ќе ја подобри состојбата во сообраќајот на овој дел од градот, ќе ја подобри безбедноста на сите учесници во сообраќајот, протокот до практично клиничката болница. Морам да напоменам дека етапно ќе се работи за да се овозможи за време на одвивањето на и реализацијата на овој проект непречено движење на возилата. Вредноста која што е одвоена од буџетот на општина Штип за реализација на овој турбокружен тек, кој што практично ќе биде за практично прв пат ваков тип на турбокружен тек да се реализира во нашиот град, е нешто околу 10 милиони денари. Целосно ќе биде осветлен, уреден овој потек со проширување на веќе постоечката сообраќајница и крстосница. Денес најавија дека по завршувањето на реализацијата на овој кружен тек ќе има измени во сообраќајниот режим. Движењето ќе биде двонасочно од новиот кружен тек до основниот суд во Штип. Но паралелно ќе се работи на дообезбедување на нови паркинг позиции. По реализацијата на турбокружниот тек кај паркот Кртеќе ќе има измена на сообраќајниот режим, односно ќе има двонасочно движење на возилата од оваа точка кон основниот суд Штип, со тоа што ќе дојде до растеретување на едната сообраќајница која што во овој момент се користи како еднонасочна и се надевам дека ќе има помал метеж во сообраќајот. Паралелно ќе се работи исто така на дообезбедување на нови паркинг позиции за станарите од Порта Пролет, за да практично не се намалат паркинг површините. Децедан Јорданов кој вели дека во изминатите 2 години постојано се работи за реконструкција на сообраќајот, односно се реконструираше крстосницата во населба Сцењак, кој проблемот е веќе завршен. Вели дека во тој период се уреди и крстосницата кај црквата Свети Никола со нов кружен тек, а следна на која ќе се работи е овде во паркот Кртеќе. Во наредниот период ќе се работи на друг проект за уредување кај кружниот тек на булевар Партизанска до поранешното старо нервно оделение.